Одлуката на Советот на општина Струга да ги забрани педалинките на Охридското езеро е противуставна и се коси со член 55 од Уставот на Република Македонија, со кој се гарантира слободата на пазарот и на претприемништвото, вели струшкиот адвокат Глигор Ќатовски. Единствено таквата слобода може да се ограничи во случај на одбрана на Републиката, загрозување на животната средина или здравјето на луѓето, што во конкретниот случај не е таков случајот. Адвокатот смета дека доколку интенциите на градоначалникот и општината биле да се превенираат случаите на давеници, може да се преземат други мерки како наложување на издавачите да даваат појаси за спасување, а не директно одстранување и уништување на цела доходовна сезона за нив. Во секој случај ваквата одлука не е правилниот начин на решавање на овој проблем, од проста причина што истото може да го регулираат со задолжување за дополнителни мерки за безбедност, како што се јастуци за спасување, елеци за спасување или пак дури и задолжителност на еден полнолетен член на педалинка, дури веќе ако се превземаат некои мерки за превенција од давеници. Во меѓувреме издавачите на педалинки излегоа и на протест, а потпишуваат и петиција која ќе ја достават до Уставниот суд. Поддршка добиваат и од стружани кои исто така се против одлуката да се укинат педалинките. И сите министри кои работат во Струга да помогнат за кајчината овде што се овие педалите, да може да се оможможи, да може да работа. Сите кои ќе дојме тука се повозуваме малку со деца, со внучиња, било како, значи да работат овие педалите. Во сите езера го има, значи има педалинки, значи ова е смешна одлука. Имавме значи случај во Охрид се тотална брод со туристи од Бугарија, ништо не се презеде. Градоначалникот Мерко пак пред некој ден за телевизија 24 изјави дека одлуката нема да ја повлече и дефинитивно на Струшкото крајбрежје нема повеќе да има педалинки, како што најави деновиве ќе започне одстранувањето.